Да, како што кажа Николче, Господ нека не води и Светиот Дух нека зборува. Нека сигурен е дека он ќе зборува. Добро, супер. Да, сакаме да бидеме сигурни дека Господ зборува преку нас и дека Господ не употребува во секој момент од нашиот живот. Нешто што сакам вечерва да го споделам со вас, а тоа е кој е Бог всушност. Ако предходниве недели научивме за тоа која е улогата на црквата, нели, и кој сме ние во Господ, сметам дека централно место има да се објасни тоа кој е Бог всушност и на кого уствари му припаѓа славата. Пред некој ден гледавме еден филм кој што почнуваше со молитвата Татко наш кој што си на небесата, и кога дојде до последните стихови, некако како Светиот Дух да ги осветли, и викам, да, тоа е нешто за што треба да посветиме повеќе внимание. И нели сите ја знаеме молитвата и знаеме дека последниот стих од молитвата е: не воведи во искушение, не избави од лукавиот. Нека биде царството Твое, силата Твоја и славата Твоја во веки векови. Амин. Не знам колку знаете дека овој вториот дел од стихот, нека биде царството Твое, волјата Твоја, славата Твоја и силата Твоја, тој дел е додаден. Се верува дека не бил тој стих во Библијата од самиот почеток, туку покасно бил додаден од страна на црквата, од светиите во црквата. Зошто се мисли така? Најверојатно теолозите си знаат, нели? Затоа што има разлика во Лука, тој дел е изоставен, додека во Матеј постои тој стих. И во некои Библии е ставен во заграда, во некои воопшто го нема, во некои си стои како нормален стих. Но како и да е, верувам дека има големо и централно место во нашите животи за да му посветиме внимание на овој стих. Би сакала да отпочнем со една приказна. Приказните се дел од мене, со ништото и приказните се дефинитивно дел од мене. Бев подсетена завчера на работа и зборуваме нешто со колешките и ми кажуваат, зборуваме и викам, ништо не е случајно во животот. Викам, ајде ќе ви кажам една приказна. И така почна да се редат приказни. Но првата приказна е нешто што неодамна имам слушнато. Си бил еден човек и човекот имал син, си живеел на фарма и имал еден коњ. Коњот му побегнал еден ден и доаѓаат комшиите и му викаат: еј, каква несреќа те снајде, ти си изгуби коњот и сега немаш со што да работиш. И човекот вика: па не знаеме дали е несреќа. После некое време се враќа коњот со едно стадо диви коњи. И сите коњи ги носи кај човекот, нели? Доаѓаат комшиите и викаат: еј, колку си среќен човек. Твојот коњ донесе многу други коњи и сега си ти богат. После некое време, синот се качува на еден од дивите коњи, паѓа и ја крши раката. И доаѓаат комшиите и му викаат: еј, колку си несреќен човек. Твојот син ја скрши раката. Вика: нема сега кој да ти помага. Човекот повторно вика: па не знаеме што е несреќа. После некое време избива војна во таа држава каде што живее човекот и сите млади луѓе, способни, здрави, ги зимаат за во војна, но само синот на човекот останува затоа што му била скршена раката. Од оваа приказна можеме да извлечеме поука, а тоа е дека ништо не е случајно. Се што се случува во нашиот живот се некоја однапред мисла која што е имал Господ за нашиот живот. И не само за нашиот живот, туку нашиот живот и приказната на нашиот живот има и една поголема слика, а таа поголема слика е да се прослави Бог. Секогаш Господ во нашиот живот и преку нашиот живот, крајната цел е он да се прослави. Во
И не само таа приказна, можеме да земеме приказни кои што ги имаме во Библијата. Потоа продолжив на работи, продолжив да објаснувам работи кои што ги пишува во Библијата. И го земав како пример Јосиф. Ја знаеме приказната за Јосиф, го знаеме неговиот живот. Уште како млад на своји 16-17 години, сонува сон во кој што гледа дека неговиот татко и неговите браќа му се поклонуваат. Заради тоа е фрлен во јамата и покасно од своите браќа продаден на трговци кои што одат во Египет. Во Египет доживува, нели, да биде фрлен во затвор затоа што бил неправедно осуден. И додека бил во затвор се среќава со, нели, двајца служители кои што му служеле на фараонот, еден од нив кој што го пробувал виното и да го протолкува сонот на крај, нели, да скратам приказната. Целата работа е да го протолкува сонот кој што го имал фараонот, дека ќе има, кој што бил пророчки, дека ќе има 7 години на глад и 7 години на благосостојба и 7 години на глад. И поентата било да дојде Јосиф кај фараонот, да го протолкува сонот, за да се не само египетскиот народ, туку и неговиот родител, неговите браќа, околните народи кои што живееле тука, да можат да дојдат после 7 години, кога е време на глад, за да купат жито кој што Јосиф како премиер или гувернер или не знам како се викало во тоа време, 7 години претходно собирал храна за тој период кога ќе биде суша. Јас верувам дека Господ го прави тоа и денес во нашите животи. Верувам дека не случајно Господ ни дава работи да ги знаеме однапред. Мене лично Господ многу пати ми зборувал преку соништата и верувајте дека сум имала ситуација каде што сум викала, па добро Господи, зошто да знам ако не можам да го променам? На почетокот сметав дека да, треба да се молам за да не се случат тие работи што ќе ги видам во сон. Но после некое време сватив дека без разлика колку јас се молам да не се случат работите ќе се случат. И си викам, добро Господи, зошто да знам што ќе се случи, а да не можам да го променам? Која е поентата на сето тоа? Подобро не ми даве да го знам. Но Светиот Дух ми откри дека треба да бидеме припремени за она што доаѓа. Можеби не можеме во целост да ги измениме работите, во смисол да не се случат. Работите ќе се случат, но како ние ќе реагираме на она што се случува? Тоа е битното. Како ние ќе ги поминуваме тие процеси на промена? Како ние ќе ги променуваме тие процеси на искушенија? Како ние ќе ги поминуваме тие процеси на суши, пустини и така натака? И не само во нашиот живот, туку во животите на луѓето околу нас. Најте интересен е моментот каде што има како овој период што е во целиот свет, не само во Македонија. Периоди кога се чудиме зошто се случуваат некои работи. И можеби никогаш нема да ни бидат откриени во овој живот, но ќе ги знаеме на небото. Но има работи кои што Господ ни ги открива и тука, на земјата. Зошто се случиле, но најчесто Отпосле можеме да видиме зошто сето тоа се случило што се случило. Кога се наоѓаме во ситуација кога нас ни е тешко, тогаш само можеме да, или најчесто мрмориме, се жалиме и му кажуваме на Господ, зошто Господи? Но јас сметам дека, или пак Светиот Дух ми го открива тоа, дека смирението на душата и на духот е многу голема работа. И треба смирено да го прифаќаме она што ни се случува, за да имаме сила да го надминеме. Не викам дека Господ ни праќа лоши работи да ни се случува, за да научиме нешто, туку едноставно Господ ги употребува лошите работи кои што се случуваат за тој да се прослави. Но секогаш крајната цел е тој да се прослави. Пред некој ден разговаравме со една роднина на телефон и раскажувам една случка од нашиот живот неодамна што се случи и викам како и објаснувам како
сме се наоѓале ние во една тешка ситуација, нели? И она ни вика, и како еден човек ни помогна во целата таа ситуација. И вика, како Господ го испратил, нејзините зборови беа, како Господ го испратил тој човек да ви служи, да ви послужи во тој момент. И тогаш, некако како во една лента, ми се врати целиот живот наназад, каде што не можам сите примери да ги кажам вечерва тука, колку многу Господ употребувал луѓе за да ни послужат на нас, за да се прослави Господ, за да речеме фала ти Господе за овие луѓе што ги праќаш во мојот живот. И да одам на една страна, нели, лентата на нашиот живот, како луѓето ми поминаа низ умот, како ни помагале во животот, и назад истата лента, како Господ нас не употребувал да им служиме на другите луѓе. Поентата во нашиот живот, јас верувам дека е да го прославиме Господ, и втората работа да им служиме на луѓето околу нас. Верувајте дека сите ние имаме своја патека, испреплетена со туѓата патека. Не се работи за нас. Едноставно верувајте, не се работи за нас. Оние работи кои што се во светот високо прифатени, кои што се сметаат за достигнување и за своја слава и за градење на свое царство, е една работа. А она што Господ го кажува во Библијата, она што Светиот Дух насти го кажува, е градење на Божјото царство и служење на другите. Ако вика во првата заповед, возлюби го, нели, својот Господ Бог со целото свое срце, ум и целото свое битие, и потоа кажува и љуби го ближниот свој како самиот себе, тоа ни кажува дека ние не треба да градиме свое царство, туку треба да го градиме Божјото царство. Дека не живееме за себе, туку живееме за Бог. Како што Павле вика, за мене е придобивка да умрам. Но, заради вас, заради тоа што чувствувам дека сум потребен, ќе останам. Тоа што ви укажува? Тоа ни укажува на сите нас, дека не се работи за нашите животи. Некогаш често пати го губиме фокусот. Едноставно, целосно се фокусираме на себе, затоа што највеќе си се знаеме, највеќе си се сакаме, факт е. И запаѓаме во замките на ѓаволот, ќе кажам. Запаѓаме во тоа да постојано си се вртиме кон себе и постојано ни е потребно да го слушаме Божиот глас за да не врати по правата патека. Да не забораваме дека не постоиме и не живееме за себе. Постоиме за да го прославиме Бог и да служиме на другите. Дури и тоа што вечерва стојам тука, не стојам за себе. Стојам за другите кои што ќе го слушнат мојот глас. И не сакам тоа да биде за јас да се прославам. Напротив, сакам Бог да се прослави. Затоа што тоа е поентата на моето постоење. Истото ова го знаел и Давид. Иако Давид како млад човек кој што пасел овци, не случајно Господ го ставал во ситуации, јас верувам не случајно, имал ситуации додека ги пасал своите овци, да има можност да се бори со лав и да му ја скрши муцката. Не случајно имал можност да се бори со мечка и да ја победи. И тоа не било обична работа. Тоа било чудесно нешто. И Давид бил сам кога се случувало сето ова. И веруете, Господ на големо се прославил во неговиот живот. Затоа што кога дошло ситуација да се бори со Голијат, точно знаел што прави. И точно знаел кој е со него. Затоа што предходно насамо издвоил битки кои што никој не ги знаел. Никој не знаел Давид какви битки во само издвоил. Така е исто и со нас денес. Никој не ја знае вашата битка која што ја издвојувате во спалната соба или во затворената соба каде што ви е место за молитва. Никој не ја знае вашата битка.
Никој не знае како Господ се прославил во вашиот живот. Вие знаете колку е голем Бог заради тие битки кои што сте ги имале насаму. И затоа Господ ве припремил за кога ќе излезете надвор да извојувате битка и за да се прослави Господ преку вас. Затоа Давид во својата молитва во прва книга Летописи 29 глава 10 стих ќе почнеме, кажува нешто. Потоа Давид го благослови Господа пред сиот собир. И Давид рече: Благословен да си Господе Боже на нашиот татко Израел од века до века. Твоја е, Господи, величината, силата, славата, сеајот и величеството, зашто е Твое се што е на небото и на земјата. Твое е, Господи, царството. И Ти си возвишен над се, главатар над се. Од Тебе се богатството и славата. Ти владееш над сите. Во Твојата рака се силата и моќта. Во Твојата власт е да направиш големо и силно се. Те славиме, Боже наш, и го фалиме Твоето славно име. Уште еден пример одвоив, Псалм 145, каде што исто Давид вели: Ке те прославам, о Боже, мој царе, ке го благословувам Твоето име секогаш и довека, ке те славам секој ден, ке го фалам Твоето име секогаш и довека. Господ е велик и достоен за секоја пофалба. Неговата величина е недостижна. Од поколение во поколение се фалат Твоите дела и се навестуваат Твоите силни дела. Ке зборувам за блескавата слава на Твоето величие и за Твоите чуда. Кажуваат за сраотната сила на Твоите дела. Јас ке раскажувам за Твојата величина. Јас ке раскажувам за Твојата величина. И јас ке раскажувам за Божјата величина. Кажав ситуација каде што Господ употребил друг човек за да ни послужи на нас. Ке кажам една ситуација пред години уназад, каде што Господ ме употребил мене за друг живот. Една моја другарка помина низ еден тежок период и дошла до што викаат до дното. И еден ден во целите тие збиднувања, јас седам дома, веќе беше ноќе 12 саат, сите легнати јас да спијам, но никако не можам да заспиам и цело време ми се врти незиното име. Се вртам лево десно, ајде добро, викам, помислив на незе, ајде се помолив на незе, добро, пошто ми текна на незе, се помолив за незе. Не, пак не можам да имам мир. Се вртам, никако не можам да заспиам. Станав, земав телефонот и се јавувам. Звони телефонот, не се јавува, она се јавува мајка ѝ. И ми вика: Лида, ако можеш, дојди. И не препрашав ништо, спуштив телефон, се облеков и отидов. Кога влегов, ми отвори мајка и ми вика: влези, цел ден не е излезена од соба, направи нешто. Пробав се, не успеав да извадам од соба. Не зборува, ништо не прави. Влегов внатре, темница. Запалив светло, само ми рече вака: изгаси. Изгаснав, темница, седнав до незе. Зборувам: како си, што правиш, што се случува, кажи ми нешто. Никаков глас, тишина. Си ќути цело време. И не знам, верувајте, не знам и не памтам што сум зборувала. Само отворив уста и почнав да зборувам. Почнав да зборувам и да давам надеж, да ја објаснувам кој е Господ, какви планови Господ има за незиниот живот, да не се предава, дека сепак Господ има план. И зборував со саати сигурно. И во еден момент стана и запали светло. Беше целата уплакана, кога ги слушала зборовите, и ми вика, и ја отвара раката, и во раката има шапчиња кои што и биле спремни за да ги испие. И вика: да не дојдеше сега ти и да не ми го зборуваш ова што ми го зборуваше сега, вика, јас ќе ги испиев овие апчиња затоа што сакав да умрем. Тој ден никогаш нема да го заборам. Затоа што
И бев во исто време возбудена и радосна, затоа што мојата другарка е и ден денеска жива и толку од тој ден и се смени животот, што сигурна сум дека и она воопшто не претпоставуваше што ќе се случува и каде Господ ќе ја однесе. И е среќна и благодарна за животот што го има. Но исто и јас сум среќна и благодарна за тоа што Господ ме употреби мене. Една единка, една тронка во светот ме употреби за толку голема работа. Голема работа, затоа што некогаш викаме, леле, потроши време за нешто. Не требаше да бидам таму, не требаше да бидам со тие луѓе. Поминаа години, правам нешто, нема никаков ефект од тоа. Но верувајте, ни денови, ни години, ни не знам колку време, ни декади не се битни од нашиот живот ако се работи за друг човечки живот. Ако се работи за една душа да биде спасена. Јас бев пресрекна и нема да го заборавам тој ден, затоа што Господ ме употреби. Може би, предпоставувам дека ако јас не го послушав Светиот Дух и ако не отидев да ја помогнам на другарка ми, Господ може ќе најдеше и некој друг или ќе најдеше некој друг начин. Не се работи за мене, се работеше за незиниот живот. Дури и не се работеше и само за незиниот живот, туку се работеше за тоа да се прослави Господ. Се прослави во мојот живот. Тоа јас го знам. Тоа го знае и мојата другарка. Но сега го знаете и вие. Такви примери верувам дека имате и вие во вашиот живот, каде што Господ се прославува. Се прославувал, го гледаме тоа во Библијата низ ликовите. Но да не останеме само на Библијата, да не останеме само на раната црква, на она што било векови уназад. Да, тоа се приказни каде што и тоа се работи од кои што ние треба да учиме. Но тука не застанува светот. Светот продолжува додека Христос не се врати. И светот продолжува и посем тоа во вечноста со Господ. Некои работи се од Бог определени за да се случат тука на земјата, за да ги дознаеме тука на земјата, за да послужиме тука на земјата и за да го прославиме Бог тука на земјата. И јас верувам дека црквата во денешно време служи за да го прослави Господ тука на земјата. Иако Господ не зависи од нас и славата Негова не зависи од нас, но зошто да не? Зошто да не го прославиме и преку нас? Зошто да не дозволиме да биде прославен преку нас? Зошто тоа да не бидеме и ние? Ако велиме дека сме дека црквата е светлина, ако велиме дека сме ние светлина, тоа и да бидеме. Затоа што пак ќе се вратам на тоа. Колку и да сакаме да ги вртиме работите, дека се работи за нас, не се работи за нас, се работи за Исус, се работи за Господ. Пред некој ден слушав еден проповедник и ја слушав целата проповед и застана вака и му викам на Миле, ајде одиме да си легнеме и да чекаме да умреме. Затоа што зборовите кои што ги слушнав само ми донесува такво чувство дека ајде да чекаме да умреме. Сите ќе умреме, џабе е све, што понатака ќе се замараме. Дали е тоа нешто што треба да го правиме ние? Искрено, јас сметам дека ако ја имам јас одговорноста да застанам тука, тоа значи дека треба да дадам волја и надеж на луѓето во овие времиња, невремиња. Ако треба Господ за нешто да ме употреби, е да донесам охрабрување кај луѓето, а не да ги дотепаме, кај сме сите утепани од ситуацијата, да ги дотепаме луѓето. Без разлика, јас верувам дека без разлика што ќе кажат другите луѓе, јас верувам дека треба да донесеме надеж, охрабрување, волја за живот. На луѓето не треба да им кажуваш
колку не чинат, затоа што знаат колку не чинат. Може би не сакаат во јавност да го признаат, но длабоко во себе знаат. Знаеме кои се нашите гревови. Знаеме кој е нашиот срам. Нема потреба ниедна личност на светот да го кажува тоа на друга. Раската во окото на другите е помала од гредата во нашето око. Нема потреба да носиме осудување, но има потреба да носиме живот, да носиме светлина, да носиме надеж, да носиме живот. Да исповедаме вера. Да исповедаме вера во оваа чудна демократија. Да исповедаме во време кога се борат големите царства, да исповедаме дека Твое е царството Божие. Во време на болести, болка, страв, да исповедаме Твоја е силата. Во Тебе е Божие исцелувањето. Во Тебе е нашата надеж. И ќе видиме чуда и знаци, Господе, затоа што Ти си со нас. Во време на срам и грев, да исповедаме Твоја е славата, Господи. Имав пред некој ден ситуација да искоментира одредена личност за нешто, вика, како го представувате Господ, како цвеќиња да ви цветаат во животот. Цвеќиња не ни цветаат во животот, но ние одбираме да го славиме Господ и да го прославиме Господ. Одбираме да кажеме кој е Господ во целата ситуација. И покрај се, верувам дека Господ има контрола врз нашите животи. И покрај се, да верувам дека има надеж. И покрај се, во Откровението пишува, без разлика какви лоши времиња ќе доаѓаат. Во Библијата, во Откровението пишува, и портите на пеколот нема да надвладеат на црквата. И ако некој сака да ми каже дека се е лошо, црно и темно и дека нема надеж, нека отвори Библија и нека чита дека има надеж. Не викам дека никогаш ништо лошо нема да се случува. Но верувам дека Господ и таа лоша ситуација ќе ја употреби за да се прослави себе си. Ако отвориме во Ефесјаните, прва глава, 17 стих, вели: Та Бог на нашиот Господ Исус Христос, Таткото на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение во вистинско познавање на Него и да ги избистри очите на вашето срце, за да знаете каква е надашта на Неговото повикување, колкава е богатството на Неговото славно наследство во светиите и колку е преголема Неговата сила кон нас, кои веруваме според действувањето на Неговата моќна сила, чие дејство го покажа во Христа, кога го воскресна од мртвите и го постави оддесно на себе си во небесните места, далеку над секое началство и власт, и сила, и господство, над секое име кое се спомнува не само во овој свет, туку и во идниот. И се му покори под неговите нозе, а него го постави за глава над се на црквата, која е негово тело, полнота на оној кој исполнува се во се. Амин, да. Ништо не е случајно, како што кажавме, и се си има своја причина. Некогаш нема објаснување за работите што се случуваат. И што и да се каже може да биде погрешно. Кога учениците го прашале Исус во Јован 9 глава, каде што Исус го исцелува слепородениот, и му викаат: Добро, Господи,
Учителе, зошто? Зошто е слепороден? И тука Исус им одговара, не е ниту за гревовите на неговите родители, ниту за неговите гревови, туку за да се прослави Господ. Во Јован 11 глава опишано е воскреснувањето на Лазар, кој што бил пријател на Господ. Лазар умрел, бил погребан, после 4 дена доаѓа Исус и го воскреснува. И вика, Лазар не умре, туку сето ова се случи за да се прослави Господ. Некогаш се случуваат работите за да се прослави Господ. Во Јов, ако ја земеме приказната во Јов, неговите пријатели доаѓали и кажувале, ова ти се случува заради гревови твои, ова ти се случува заради тоа, ова ти се случува заради она. И сите тие кои што дошле за да му кажат зошто му се случило тоа што му се случило, сгрешиле. И ако ја прочитате и оние кои што ја знаат и оние кои што не ја знаат, нека прочитаат приказната за Јов, ќе видат што се случува и објаснување и на крај колку Господ го благословува. Господ се прославува во неговиот живот и преку неговиот живот. Сите тие работи се напишани во Библијата за ние сега да ги знаеме. А нашите животи во 21. век се жива книга, се уште недопишана. Има уште да се пишува. Но она што е веќе напишано во нашите животи, до сега, во мојот живот или на животите на луѓето кои што ги познавам, се приказни кои што доведуваат пак до тоа едно, врвот, Христос. Доведуваат до тоа дека Христос се прославил во нашите животи. И како пише во Библијата, за оние кои што веруваат, за оние кои што не веруваат, Словото, воскреснувањето на Христос е будалаштина. Но за оние кои што веруваат е живот вечен. Може би нашите животи во очите на некој се будалаштина. Но во оние кои што, како што пишува во Ефесјаните, им се отворени очите за да ги видат благодетите и добрините од Господ, е живот вечен. И никој не може да ме убеди, што има кажано миле една реченица, вика, јас повеќе не верувам во Господ. Знаете зашто? Затоа што знам. Затоа што Господ толку многу покажал во мојот живот. Кој е Он и колку му значам. Дека сум како зеницата во очите. Така ме гледа Господ. И иако не ни цветаат ружи во животот, иако не цветаат ружи надвор, сепак Господ дава ветување во Библијата каде што вика праведникот ќе биде како дрво посадено покрај вода, неговите листови никогаш нема да венеат и ќе дава плод постојано. Ајде да бидеме луѓе кои што нема да венееме во душата. И како да бидеме луѓе како Давид кои што постојано ќе кажуваме на нашата душа без разлика на се, да ја кажеме душо моја слави го Господа. Зашто си само ти достоен за чест и слава. Душо моја слави го Господа. Сакам да прочитам еден дел од Псалм, последните стихови од Псалм 144, каде што вика: дава благослов на некој начин. И јас со тоа сакам да дадам благослов на нас, на црквата, на Македонија. Дај ни нашите синови да бидат како билки што растат од својата младост, а нашите ќерки како крај аголни столбови, убави како храмовите столбови. Нашите житници да бидат полни со секакви плодови во изобилство. Нашите овци да се плодат со илјади, десетилјади, да се плодат бескрајно по нашите полиња. Нашиот добиток да биде згоен, да нема пробој ни робство, ни плач по нашите улици. Блажен е оној народ кој го има тоа.
Блажен е оној народ кому Господ е Бог. Да бидеме народ на кој што Господ ни е Бог. Да бидеме народ каде што по нашите улици ќе се слави Господ. Каде што по нашите цркви ќе се пеат песни за да се слави Господ, да се слави Неговата величија. Да се проповедаат зборови на надеж и на живот, на љубов. Љубов кон ближниот, љубов кон луѓето кои што се надвор. Да не се осудуваме. Да не бараме отчет. Секој нека си го гледа своето дело. Да бидеме народ кој што ќе му служи на својот ближен. Да бидеме народ за кој што сум слушала многу пророштва кажани. Да бидеме народ кој што името нема да исчезне. Да бидеме црква во овој народ која што ќе ги поттикне луѓето. Ако не е Господ во нашите животи, се ќе биде суета. Се ќе биде напразно. Да бидеме народ, чиј Господ е Бог. Амин. Бидете благословени.